Нема да има зголемување на бројот на министерските функции, тврди премиерот. Ги отфрла шпекулациите дека наместо сегашните 6 министри вреди ке добијат 7, откако најавија дека по изборот на првиот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити за градоначалник на Чаир. Беким Сали ке го замени само во дел од прв вице-премиер, а остана нејасно што ќе се случува со Министерството за животна средина. Повтори дека првин ќе ја реконструира партијата, а потоа владата. Јас имам високо мислење за Беким Сали. Апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема, но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Инаку, ние сега сме фокусирани на конгресот, редовниот, кој што ќе се случи на 6 декември во Кавадарци. Потоа, нормално формирање на партиската структура, извршниот комитет, општинските комитети, другите структури кои што се во рамките на партијата, и во меѓувреме, додека сето тоа трае, ќе размислуваме за одредени кадровски поместувања во рамките на владата. Сум подготвен со секого да разговарам, апсолутно, тука нема никаква дилема во рамките на коалицијата, но се разбира, мандатар сум јас на таа влада. Така што нормално е дека последниот збор како мандатар на владата ќе го имам јас. Одвреди вчера изјавија дека за наследник на Меджити на вице-премиерската позиција го предлагаат Беким Сали, но на прашањето дали ќе биде и министер за животна средина одговорија дека за тоа допрва ќе се одлучува. Премиерот вели дека реконструкција не се прави само за да се реконструира владата, туку треба да се размисли дали тоа ново кадровско решение ќе биде подобро од сегашното и дали новото решение ќе понуди подобра програма и затоа тоа е процес што ќе трае. Министерката за образование, за која се спомнува дека ќе биде сменета од функцијата, вели дека ќе ја почитува одлуката каква и да е. Земјава има премиер кој го носи на својот грб најголемиот терет за позитивните промени кои се случуваат и допрва треба да се случат во иднина во Македонија. Од тука полно негово право, заедно со органите на партијата, да одлучува кого ќе предложи како влада или кого ќе предложи како министер пред парламентот. Секоја негова одлука апсолутно ќе ја испочитувам. Како потенцијални министри за смена се спомнуваат и министрите од ЗНАМ, но премиерот ги отфрла шпекулациите дека е незадоволен од одредени министри и дека планира нивна смена.